Подемот на фриленсерството е глобален феномен, потикнат меѓу другото и од зголемената побарувачка за специјализирани вештини. Ваквиот начин на работа обезбедува флексибилност за работа од дома или од далечина и потенцијал за поголема заработка. Но отсуството на сигурни и достапни начини на плаќање представува голем предизвик за фриленсерите од земјите во развој и пречка за финансиската стабилност и раст во кариерата за многу професионалци. Во ова издание на Тренинг со говорник е Елена Иванова, една од главните и една од основачите на Импакт фондација. Добре дојдовте во емисијата, Иванова. Во Македонија нема официјална проценка за тоа колку фриленсери има, но се зборува за околу 10.000 фриленсери. Фриленсерството, слобода на работа или неизвестна иднина? Така, ние мислиме дека фриленсерите се на некоја бројка од 10.000, но тоа е шпекулативна бројка и се држиме до неа за да не биде некаков оквир кој што некоја рамка која ќе измериме, ќе знаеме колку сме сгрешиле или сме биле блиску. Зошто мислиме така? Последните години единствениот начин да изброиме колку фриленсери имаме се нивните профили на дигиталните платформи каде што нудат некаква работа. И тоа го правиме симултано со повеќе дигитални платформи, но ја земаме во предвид и најголемата глобална дигитална платформа Upwork. Мислиме дека тоа е слобода на работа, односно слобода на трудот. Една нова нестандардна форма на вработување, која што во Македонија се уште не го носи статусот на вработување. Не е толку важно кога државата ќе се прилагоди на новиот тренд, се додека се работи на тоа. Заради тоа што овој тренд не е лесен за фаќање. Многу земји во светот полека се адаптира, не само според бројката, колкава е критичната маса на фриленсерите, туку и според сопствениот капацитет да се адаптира на нивните потреби. Некогаш и за многу малку луѓе може да се направат неколку промени на кои што и ние во моментот работиме, за да може да се охрабрат новите фриленсери да се појават. Македонските фриленсери се најслабо платени во регионот со просечна заработувачка од $18 за еден час. Мажите заработуваат $19,1, а жените $16,4. Тогаш дали е доволно предизвикувачки денес да си слободен стрелец, условно кажано? Да, бројките се поразителни. Овие бројки што вие ги поделивте се од 2024 година и само ќе ви кажам како податок за споредба во 2021 година просечна заработувачка по час беше €20. Значи, одат надолу овие бројки. Причината е заради тоа што новите почетници кои се појавуваат на дигиталните платформи пробуваат да најдат нова работа со тоа што ќе ја спуштат цената, што е најпогрешниот начин на почнување. Се додека работата што се работи има квалитет, нема причина зошто цените да паѓаат, бидејќи има толку многу работа преку милион корисници, работодавачи на дигиталните платформи, што прашање е како да се мечираат квалитетните работници со работата што може да ја завршат, а не дали. Тоа секако и неминовно ќе се случи. Македонската жена фриленсер е најефтината на Балканот за било која работа споредбена со другите земји во Балканот. Тоа не кажува дека ние мораме да работиме на сопствената самодоверба и на верификација на квалитетот, би рекла. Од една страна имаме раст на бројот на фриленсери, од друга страна имаме пат на цената по час од работа на еден фриленсер. Да, за жал тоа е така, заради почетниците. За тоа што почетниците кога ќе направат профил, ќе го активираат профилот, начинот на кој што стигаат до нова задача е со симењање на цената. Меѓутоа, јас сакам да потенцирам нешто друго. Да се биде фриленсер е една многу широка категорија на професии, звања и да речам активности кои што може да се завршат на дигиталните платформи. Тоа е само просечна цена. Во Македонија има фриленсери што многу заработуваат. Импакт фондација ги мапира нив, ги зема за ментори, особено тие што сакаат да вратат на заедницата и да обучуваат нови фриленсери и мислиме дека тоа е начинот на кој што можат да се спроведат нови почетници на платформи. Начинот е да им се покаже патот, а не самите да пробуваат, бидејќи тоа често така завршува со ниски цени за квалитетен труд. Колку еден фриленсер може најмалку да заработи или најмногу да заработи?
Најмалку е $5-6 од час за задачи како внесување на податоци во некакви големи датотеки. Најмногу е интересно кога некој фриленсер завршува задача која што не се мери во часови, тие ги викаме zero hours contracts, тогаш тој може да ја стави цената која што пазарот ја бара. И да се разбираме, тука има дури постојани договори, значи месечни договори кои што се потпишуваат преку платформите и овие фриленсери кои што најмногу заработуваат, работат и некои модерни професии, особено комплицирани, како machine learning, како blockchain development, програмери, и тие се договараат за месечни надоместоци со некој не би крстила работодавач, туку некој клиент кој им нуди постојани договори, zero hour contracts, значи без часов, без да се пресмета саатница која ќе се заврши задачата, тој го добива надоместокот и тие се големи. Според истражувањата на Меѓународната организација на труд, МОД, во земјава се потребни 2,5 години за лице со завршено образование да најде работа во согласност со образовниот профил. Токму ова време на чекање е причина младите да размислуваат за иселување или пак да се преквалификуваат за работа на дигиталните платформи. Колку е веродостојно? Тоа е веродостојно затоа што ние тука, можеби не прецизирано, ги разгледуваме македонските работодавачи. Македонските работодавачи сега се излезени на пазарот на труд и со своји едукацијски програми за да го убрзаат тој процес. Меѓутоа, дигиталните платформи не нудат начин да се обучат новите фриленсери и што побрзо се вработат. И менторите што ги спомнав пред малку, тоа го завршуваат за 2,5-3 месеци. Тоа значи откако некој ја има дигиталната вештина со која што може да се работува задачи преку платформи, кога ќе почне да активира профили и да бара своји работодавачи, тогаш тој отприлика со менторство за 2,5-3 месеци може да ја земе првата задача. И видете, ова е уште полесно да се скрати како рок, кога тие ментори самите префрлаат од своите задачи кај менторираните ученици. Заради тоа младите, се разбира, би сакали да го скратат тој рок, но и побрзо да учат од глобалните работодавачи, да не мора да зависат од македонското стопанство. Тоа ги прави конкурентни. Понатака и кога аплицираат на интервјуа кај македонските компании, го приложуваат своето искуство од платформите кај новите работодавачи и се само поспремни. Со развојот на вештачката интелигенција, каков ќе биде импактот врз овие фриленсери? Има повеќе прогнози. Мислиме дека најлесните задачи ќе се спроведуваат со помош на вештачка интелигенција и овие фриленсери ќе мора да се преквалификуваат. Меѓутоа, исто мислиме дека фриленсерите се најадаптибилните луѓе на пазарот на труд кои што брзо учат и самите почнуваат да користат, се разбира, вештачка интелигенција и алатки на вештачката интелигенција за својата работа што ја завршуваат. Самите тие ќе бидат поспремни, побрзи и поконкурентни на пазарот. По пандемијата се чини дека се зголеми бројот на луѓе кои работат од дома. Колку тој начин на функционирање создаде бенефит повеќе и го отвори просторот секој да може од каде сака и кога сака да може да се уклучи за работа? Да, направи тренинг за тоа што следуваше после пандемијата, а тоа е дали можеме да работиме од дома. И не само фриленсерите, туку сите дигитални работници, што е навистина широка категорија на работници. Тој број во еден период се зголемуваше, меѓутоа денес ако пробате да ги класифицирате некако фриленсерите, ќе видите дека тие се хибридни, односно сите функционираат оддалечина, меѓутоа имаат не толку флексибилно работно време. Сепак одговараат пред клиенти, сами си го организираат работното време, но тоа се знае кога. Ако работите за америчка компанија е во подоснежните попладневни сати и не може да биде поинаку. Зошто даночниот систем не ги препознава македонските фриленсери? Затоа што македонските фриленсери, за да можат да направат прилив од страна, не секогаш можат да го примат на своите трансакцијски сметки во Македонија. Не можете на амерички клиент да му речете ајде сега платите ми, еве го мојот SWIFT IBAN код. Значи тоа не функционира. Отвараат сметки во странство и тоа не е за да направат по секоја цена даночна евазија, туку затоа што не можат поинаку да го спроведат приливот.
И од друга страна, за да бидат конкурентни кај америчкиот клиент, често пати тие сакаат да ја скратат таа процедура на плаќање, но и да изгледаат кредибилно и отвараат компании во Америка, односно така отварат LLC, компании кои што се само за да можат да ги примаат тие приливи и не заради даначна евазија. Најголемиот дел од фриленсерите обезбедуваат услуги за IT секторот, кои значително придонесува со 4% во БДП, што значи дека обезбедувањето поголема продуктивност од преостанатите сектори. Да, тоа е најголем дел, но има многу фриленсери сега кои што беа и на нашата трета фриленс конференција тука да се промовираат, кои што работат сметководство за амерички компании од Македонија. Тие навистина се во раст и гледаме дека има цели кластери во некои градови, особено во Источна Македонија, каде што функционираат едни со други преку word of mouth си ја пренесуваат информацијата дека тоа е возможно и понатака поминуваат тренинг за кој што има и сертификати, што се многу важни за америчките компании и ете екзистираат. Понатаму има голем број на рекрутери за човечки ресурси кои функционираат онлайн на дигитални платформи. Дали со новите форми на професионален ангажман, со работа на проекти за различни клиенти, со различни делови од светот, без да зависат од локалниот пазар на труд, традиционалната работа од 9 до 17 часот всушност веќе не функционира? Таа не е посакувана помеѓу младите. Па дали функционира ќе видиме. Едноставно во еден период јас сум сигурна дека и компаниите, па и фриленсерите мора некако да се организираат. Не може толку флексибилно да биде работното време. Најубавата добивка од тоа што некој ќе стане фриленсер е што почнува да го разбира работодавачот, бидејќи почнува секој фриленсер сам да го организира предприемничкиот дел од работата. И заради тоа мислам дека сите тие што посакуваат флексибилност, добро е да станат фриленсери за да видат колку таа флексибилност може и да им штети на подолг рок кога организираат големи тимови. Значи, мислам дека ќе стане пофлексибилна работата, нема да биде од 9 до 5, но ќе има фиксни сати кои можеби не се 8, можеби ќе бидат 4, во кои што мора сите заедно да работиме за да ја завршиме работата. И во време на вештачка интелигенција, сигурна сум дека дури кога друг ќе завршува за нас работата, најклучниот момент ќе биде како ние еден со друг ќе се организираме. А за тоа ќе треба да имаме неколку фиксни постулати меѓу кои времето. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Елена Иванова е една од основачите на Импакт фондацијата.